Димитар Кондовски, Димче Кондовски, представуваше една од најмаркантните фигури на културниот живот на Македонија. Наш врвен ликовен творец. Зашто такви луѓе имаме? Зашто такви луѓе нашава земја имаше и ке има, ке живее, Димче ке живее преко неговите дела. Ги има многу. Сега на еден Салвадор Дали да понудувам сценографијата, а и малку бев и уплачен, зашто неговата сценографија можеше да уништи мојата представа, да стане она главна, а како што знаеме уште од Аристотел, сценографијата е сепак споредна работа во уметничкото дело на театар. Тој беше таква личност која не може да се заборави, која беше вонсериска, која беше особена, морам да кажам, понекогаш мало налуничава, своеглава, а пркосна, не признаваше никакви стандарди, конвенции, и не се уклопуваше во некое малограѓанско сивило, нели, кое од секогаш постоело овде кај нас. Јас и Димче бевме многу блиски пријатели, и посебно неговото доаѓање после студиите во Белград и моето доаѓање од Љубљана. Ние тука во Скопје заедно со една група на другите уметници, Мазев, Гутел Рамовски и други, фактички јас почнавме да ја создаваме македонската современа уметност. Да на Ватикан му се подари една икона на која што ќе бидат представени Свети Кирил и Методи. За автор на иконата беше избран Димче. Димче беше голем мајстор на цртање на стрипови. Значи, јас сум уживал кога ги гледав неговите ликови од витезите на тркалезната маса. Можем и да се пофалам дека имав голема среќа во животот, да сретнам еден таков мајстор и да учам на комплетно традиционален начин што е сликарство и како се слика. Што се однесува до Димче, треба да кажам веднаш дека тој представува една, по моје мислење, речено епоха во историјата на македонската ликовна уметност.